ја уклучуваме нашата гостинка со која што ќе му обетиме токму за овој фестивал, Маја Антоновска-Илиевска, директорка на Центарот за култура на Битола. Да те видам, добар ден. Добар ден, како сте? Одлично сме расположени, раздвижени од утринава и подготвени да ги информираме со сите оние информации кои што се битни нашите гледачи, а посебно оние информации од областта на културните случувања. Верувам дека ќе биде интересен и годинава вашиот фестивал, така ли? Секако и во Битола е веќе раздвижено, особено во Центарот за култура, бидејќи се подготвуваме за вечерашниот за вечерашниот почеток на фестивалот. Така што на викендов кој што следува во Битола ќе имаме еден интересен музички фестивал кој што веќе 13 години е добро познат и кај битолчани, меѓутоа и кај нашите сограѓани, луѓето од регионот, значи имаме гости кои што доаѓаат од Прилеп, Охрид, Крушево и така натаму. Тоа е фестивал кој што привлекува внимание со својата структура, фестивал кој што има своја on и off програма. Така што еве би кажала дека вечерва започнуваме со едни исклучителни музичари кои што ни доаѓаат од Белград, од Србија. Станува збор за Либер Кватро танго енсамбл, кој што ја третира танго музиката. Значи тие прават джез концерти, но и концерти кои што исклучиво се занимаваат со тангото како музички правец. Веќе утре во Центарот за култура исто во 20 часот ја имаме, како што милуваме да кажеме, балканскиот славеј Билја Крстич заедно со камерниот оркестар на Битола. За камерниот оркестар само би споменала дека веќе станува заштитен знак на нашиот фестивал. Тоа беше и целта кога пред 3-4 години активно ги вклучивме да бидат дел од фестивалот, затоа што тоа се наши сите нормално професионални музичари кои што го живее овој камерен оркестар во нашиот град и исто така се многу популарни кај битолската публика и прават концерти во текот на целата година, така што еве и самиот фестивал е секогаш едно добро место за нивна промоција заедно со некои од светските и балканските звезди, а третата вечер на самиот фестивал е резервирана за битолскиот дувачки оркестар, кој што заедно со музички звезди од македонската музичка сцена ќе го исполнат просторот во Центарот за култура и вокални солисти на овој концерт ќе бидат Бојан Стојков, Димитар Андоновски, Јасна Димитровска, Зарина Првасевда, Тамара Стојковска и Нико Ѓоргиевски. Ова е главната или он програмата на фестивалот. Ние паралелно секоја година организираме и ов програма. Оваа година во програмата на фестивалот се вклучени Нокниот клуб Јагода во Битола, преку кој ќе допреме до таа електронска сцена. И оваа година како гости на ов програмата во фестивалот имаме два диџеи. Едниот диџеј е Very Quiet Local Support, значи од нашата земја, и Замер кој што ни доаѓа од Солун, од Гарција. Со тоа верувам дека ќе понудиме една интересна и богата програма за сите музички сладокусци со различни музички жанрови. Се разбира со акцент на концертот на Билја Крстич кој што го опфаќа концептот на world music. Меѓутоа, сите наши гости, бидејќи нудат различни музички жанрови, мислам дека ќе го обогатат викендот кој што е пред нас во Битола и ќе наполнат салата на Центарот за култура, се разбира онолку колку што ни дозволуваат протоколите за работа во моментот. И ќе го наполнат и широк сокак со туристи и гости, како што знае секогаш да биде во Битола. Она што ме интересира, генерално се регионални звездите. Имавте проблем околу изборот, договарањето со оглед на тоа дека сме во пандемија, нели? За да договорите, да речеме, гости кои што би дошле малку од подалеку. Да, ние цела година скоро преговаравме и идејата беше првично фестивалот да се случи на 3 септември. Меѓутоа тогаш се случија и новите протоколи и растењето на бројките на заразени во нашата земја. Така што морам да кажам дека со сите кои што преговаравме, кои што се малку подалеку од рамките на Балканот, пред се ги кочеше моментот дали ќе можат да патуваат, на кој начин, вакцината, и исто така растењето на бројките не стави како држава во некаква зона која што нивните земји не ја предлагаат како земја за патување. Меѓутоа верувам дека и со овие емиња кои што ги имаме, сепак ќе понудиме навистина квалитетна програма, бидејќи како што вчера на пресконференцијата Билја Крстич кажа, вика јас го прошетав целиот свет, а никако да стигнам до Битола. Значи, сепак станува збор за една звезда која што прошетала многу светски сцени, буквално раскажуваше дека била гостинка низ целиот свет, така што еве се радувам што на некаков начин
барем ние ја имаме на нашиот фестивал, затоа што сепак е една world music звезда. А морам да напоменам дека и гостите кои што вечерва го отварат фестивалот Liber Quattro Tango Ensemble, сепак од друга страна една музичка група која што веќе настапувале на неколку Music World Festivals кои што се случуваат на Балканот. Така што еве тој концепт секако го заокружуваме со можеби со балкански звезди, но со звезди кои што во овој момент навистина беа достапни да можеме да ги имаме на нашиот фестивал, со надеж дека веќе од до година работите полека ќе се смируваат и ќе можеме да разговараме и со луѓе кои што нели ќе дојдат од други земји, од други сцени музички така натаму, и кога веќе нашата земја се надевам дека нема да прави рестрикции во однос на тоа колку публика ќе можеме да примиме во нашите сали. И така. Да, кога ќе се подотворат границите, кога ќе може да се патува. Така е. Точно, многу тешки и многу специфични 2 години, но ние не сакаме да го запреме и да го ставиме на пауза, затоа што навистина културата мора да го наоѓа својот начин да функционира и самиот фестивал мора да продолжи да живее. Благодарам, знам дека денеска е хаотично, се треба да биде во најдобар ред. Поздрав и да помине се како што сте замислиле. Ви благодарам и вас на поддршката која што секогаш ја имаме кога станува збор за настаните во Центарот за култура. И еве ве поканувам, ако патот ве носи на кај Битола, повелете овој викенд и бидете наши гости. Случајно или намерно да посетиме нешто од овие настани, поточно концерти. Ти благодарам, Маја. Поздрав до Битола, поздрав и до сите вас во Центарот за култура на Битола.